Во 2016 на падините на Водно се отвори македонско село. Етнокомплекс изграден со државни пари и со цел запознавање на традицијата и развој на туризмот. Ако го погледнеме туризмот и она што значи тоа за националниот идентитет, тогаш ние излегуваме вон рамките само на економијата, туку влегуваме во доменот на целокупното општествено живење. Собрано на купче, комплексот чинеше 6,5 милиони евра. За тие пари се изгради и опремија 12.000 квадратни метри со 12 куки, секоја представник за различен регион од земјава. Во нив има ресторани и соби за сместување, но тешко се најде приватен партнер кој ќе го работи објектот. Победи компанијата Tinex и мене ми е драго затоа што тоа е компанија која што е доста силна, мокна, може да издржи и слаби периоди кои ќе има некогаш. Tinex победи, но не ги издржа слабите периоди. Се откажа после 2 години, иако месечната кирија од 3500 евра не изгледаше висока. Компанијата тогаш соопшти дека акумулирала загуби од 150.000 евра. Во 2020 година, тогашниот технички премиер Оливер Спасовски најави дека комплексот ќе се претвори во стартап село, но ништо не се случи. Со доаѓањето на новата влада се врати идејата за селото како туристичка атракција. Почетната цена ќе биде 240.000 денари, каде што после тоа може, зависно од конкуренцијата, може да се наддава таа сума, па ќе идеме до 4.000 евра месечно. 4.000 евра. Надлежните се уверени дека од крајот на месецов ќе има нов концесионер. Но колку е тоа реално, знаејќи дека единствениот досегашен концесионер брзо крена раце. За да се дојде до комплексот македонско село, потребни се околу 30 минути возење со автомобил од центарот на Скопје. Има два патва, преку Средноводно или преку селото Нерези. Ние се одлучивме за првата опција. Лошата состојба на патот од Средноводно до македонско село е уште една причина за загриженост. Патот е тесен, наместа без банкини и често изложен на одрони, што го прави небезбеден за сообраќај. Сето ова уште повеќе доаѓа до израз ако треба да се разминат два автомобила. Кога некако и ќе се стигне кај комплексот, барем нема мака за паркинг. Има на претек. За тие без кола се отвори автобуска линија со број 28. Автобусот се уште сообраќа, но најчесто е празен. Штом пристигне на последната постојка, веднаш се враќа во градот. Во македонско село не пречека директорот на службата за општи и заеднички работи на владата, Ивица Томовски. Добар ден, како сте? Ден, добре дојавте. Добро ве најдовме. Патов малку лош за возење. Тоа е. Какви се условите? Вратите на селото ретко се отвораат за надворешни посетители. 6-та година жители се само четворицата обезбедувачи, а веднаш откако ќе се стапне во комплексот, неодминлив е впечатокот на запуштеност и пропаѓање. Трите возила наменети за превоз на туристи кои чинеле 24.000 евра, сега се неупотребливи. Шут е расфрлан из целиот комплекс, од клима уреди до мијалници. Штетите кои што изминатиот период се направени од 2019 до денеска се некаде околу 20 до 30 милиони денари. Што значи тоа штети? Штети по основ на ненаплатена закупнина, која што била во тоа време, штети по основ на обезбедување на објектот, штети по основ на осигурување. Тие се првичните параметри кои што можам да ги истакнам, но кога ќе се направи и анализа од новиот економски оператор, додатно може да кажеме која е штетата која што ја претрпело селото со неговото практично нефункционирање. Но Томовски е оптимист дека ќе го заживее комплексот. Веќе е распишан јавниот повик за концесија, а интерес пројавиле неколку фирми. Почетната кирија за целиот комплекс е 4.000 евра месечно, но заинтересираните ќе надаваат за 4 посебни делови – ресторани и капацитети за сместување. Од кога го објавивме огласот за нов концесионер, во првичниот увид на комплексот Македонско село, ќе правиме два увиди. Едниот помина
пред неколку денови, едниот е непосредно при завршување на огласот. До сега има околу 7 економски оператори кои што направиле увид во комплексот, кои што се потенцијални нови концесионери на селото, и тоа ми е еден од податоците кои што можам со сигурност да кажам дека може да биде профитабилно и може да биде економски исплатливо. Со Томовски ја продолживме прошетката и во куќите. Вратите им се пломбирани, што значи нема влез без дозвола. Внатрешноста изгледа добро за објекти кои се 6 години надвор од употреба, барем на куќата во која влеговме заедно. Собова е релативно добро зачувано, но се уште се чувствува миризбата на влага. Кажете ми, концесионерот кој што ќе го добие македонско село, ќе треба целосно да реновира или како ќе биде планот? Практично да, ова е во добра кондиција соба, една од подобрите соби кои што се засегнати. Тоа зависи од концесионерот, но сепак тоа што се чувствува миризбата треба да се отстрани, таа миризба треба да мириса на убаво, за да може да привлечете гости. Никој не би спиел во влага. И кога ќе се стави се на купче, дека комплексот чинеше 6,5 милиони евра, а се издава за 4.000 евра, излегува дека ќе бидат потребни 135 години за да се врати инвестицијата. Вредела ли изградбата? И како би постапил Томовски доколку на времето тој се прашувал како да се потрошат народните пари? Јас сум сигурен дека и во 2011 година се правеле некакви анализи за економската исплатливост на овој комплекс. Јас повеќе би се осврнал на моментот дека ова овдека е нашиот идентитет. А идентитетот навистина нема цена. И да, кога би бил јас оној кој одлучува, би одлучил да се изгради ваков објект. Сигурни ли сте дека овој пат ќе успее македонско село да функционира на долг? Сигурен сум дека ќе функционира и скопјани ќе имаат едно место каде да избегаат од градскиот метеж и да поминат добар викенд со семејството. Откако се разделивме со Томовски, продолживме сами во обиколка. Следна куќарка во која влеговме беше Реканската. Состојбата е далеку полоша од Кратовската. Влагата направила сериозни оштетувања. Освен непријатна миризба, има видливи траги над зидовите. Сериозно е оштетен и пукнан подот, потенцијална опасност за секој што би влегол внатре. Вратите на шкафовите во горните соби се скршени, а на терасата со црни пластични кеси се направени импровизирани жици, кои веројатно служеле за сушење облека. Зошто комплексот досега не успеваше? Во потрага по одговори им пристапивме на тие што беа вклучени во минатото. Тогашниот прв човек на владиниот ресор економија Валјон Сарачини, во чие време започна и се изгради комплексот, писмено ни одговори. Не беше моја одлука да се изгради. Тоа беше наследен проект и одлука на владата од периодот 2008-2011 година. Изградбата на проектот заврши во 2014, кога заврши и мојот мандат. Значи, не сум бил дел на влада кога се носеше одлука како да се стопанисува со проектот. Го побаравме и поранешниот концесионер, сопственикот на Тинекс Владимир Тодоровиќ, со прашања зошто се откажа, но и дали би се пријавил повторно на новиот повик. Од него не добивме одговор. Иако првично имаше интерес, без став останавме од поранешниот технички премиер Оливер Спасовски. Тој во 2020-та најави, но потоа не продолжи со идејата комплексот да прерасне во стартап село.